На 14. мај 1943 година формиран е теквешкиот партизански одред Добри Даскалов на планината Вишешница. Тоа е едно од најголемите и најборбени партизански единици во тој период под бугарска окупација. Во текот на формирањето одредот брои околу 60 борци, а за кратко време неговиот број се зголемува. Штабот на одредот го сочинувале Никола Минчев, командант, Димката Габерот, политички комесар, Лазар Калаџијски, заменик командант и Петар Пепелјуговски, заменик политички комесар. Одредот инаку води големи борби во селата Гарниково, Бојанчиште, Драгожал, караулите Шареника на Порта. Подоцна станал јадро за формирање на батаљонот Страшно Пинџур на планината кај Макчелан на 24 септември 1943. На настанот кој се случил пред 76 години и е многу значаен за нашата борба во народно-освободителната борба, не подсетија борци и поддржувачи на народно-освободителната борба и локалната самоуправа Кавадарци кои денеска беа присутни на спомен обележјето кај селото Бојанчиште, подигнато во чест на овој настан. Цвеќе положија и представници на Сдруженијето на борци од Неготино. Инаку за самиот чин на формирањето на одредот говореше Петре Камчевски, пензионер, поранешен директор на музеј и галеријата од Кавадарци. Кавадарци е еден од малкуте градови во Македонија кои уште во 1941 година имаат формирано партизански одред. Имено една група младинци од 30 на души од Кавадарци и Ваташа на 28 септември 1941 година во местноста Раштани полагаат партизанска заклетва, формиран е штаб на одредот кој го сочинуваат Лазо Вачков, командант, и Пано Чејко Вулишов, заменик командант. Меѓутоа, поради лошата комуникација со покраинското раководство, одредот не добива директива, набрзо потоа е расформиран. Меѓутоа, активностите за формирање на партизански одред продолжуваат и во текот на 42, а особено се интензивираат во текот на 1943 година. Така на 7 јануари 1943 година местните комитети на Кавадарци и Неготино одржуваат состанок на кој што е договорено да се формира што е поскоро партизански одред. Откако сите активности се приведени кон крајот, во почеткот на мај 1943 година започнува да излегуваат првите партизани и да бидат прибрани, односно сместени во логорот Вишешница во близина на Полошкиот манастир. На 14 мај, еден убав сончев ден, било извршено свечено постројување на борците, негден 60 на број, дадена е партизанска заклетва, избран е штаб на одредот кој го сочинуваат Никола Минчев за командант, Лазар Калаџиевски Добри, заменик командант, Димката Ангелов Габерот, политички комесар и Петар Пепелјуговски, заменик политички комесар. Уште истиот ден била извршена и првата акција во селото Ресава, каде што требало да се набави одредено количество на оружје и храна за борците, меѓутоа ненадејно доаѓа до судир со бугарска патрола и во тој судир загинува Фердор Осомански, што воедно и првата жртва на одредот Добри Даскалов. Во наредниот период одредот извршува неколку успешни акции, меѓу кои на 17 мај акција во селото Гарниково, а на 18 мај акција во селото Бојанчиште, во која се убиени 8 бугарски полицајци, а од страна на партизаните загинуваат Лазо Стојанов, Миле Вачков и Цано Попристов. При тоа се убиени и двајца селани од селото Бојанчиште. Во наредниот период се извршени неколку успешни акции, меѓу кои акцијата за разоружување на бугарските погранични караули Шаренка и Порта. При тоа се заробени 20 на пушки и големо количество на муниција и друг воен материјал. 27 мај 1943 година извршена е успешна акција во селото Драгожел, при која е одземена реквирираната стока од страна на бугарите, истата им е вратена на селаните. На 3 јуни извршени се неколку успешни акции во селата Праведник, Шешково и Драња, а на 5 јуни во селото Галиште. Меѓутоа, сите овие акции не останаа незабележани од страна на бугарскиот окупатор, превземе една голема офанзива, позната во историјата како Јунска офанзива, во која се ангажирани околу 12.000 војници, полицајци и контрачетници. Акцијата започнува на 7 јуни, кај селото Никодин. Во таа борба е тешко ранет Блажо Тодоровски Чичто и да не падне жив во рацете на окупаторот, самиот извршува самоубиство. На 10 јуни во заседа која што ја организира бугарскиот подпоручник Борис Кристофоров, загинуваат Димката Ангелов Габерот, политички комесар на одредот Добри Даскалов, Ило Виларов, командир на првата чета, Пано Мударов Фрањо и активистот од село Галиште Стојан Крстев.
Меѓутоа и покрај тоа што одредот е разбиен во помали групи, окупаторот не ја постигнува својата цел. Одредот разбиен во неколку помали групи се префрлуваат во реонот на Зборско, каде што се одржуваат политички предавања, каде што имаат воени и тактички вежби, а во помали групи се префрлуваат во реонот на Теквешијата и извршуваат неколку помали акции, како што се акцијата во селото Бунарче, во Страмашево, во Радња и во селото Трстеник. На 24 септември 1943 година со одлука на главниот штаб на партизанскиот одред Добри Даскалов, главниот штаб на Македонија и партизанските одреди на Македонија, е формиран вториот македонски батальон, батальонот Страшо Пинџур, во чест на прославениот тиквешки револуционер од овој крај Страшо Пинџур. Нека има вечна слава на сите членови на тиквешкиот партизански одред Добри Даскалов.